Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани пратеници. Денес, за жал, го губиме времето на граѓаните и наместо да решаваме за нивните реални проблеми, што предизвикани од лошите политики на власта, што од пандемијата, во услови кога имаме 47.000 отпуштени луѓе од на работа, во случај кога имаме над 40.000 ученици не вклучени во образовниот процес, во услови кога имаме најголема смртност во регионот, за власта најбитно беше да ја постави Добрила Коцарска за избор за уставен судија. Ние денес тука дискутираме за избор на уставен судија кој е синоним за неправдите на Зоран Заев и која истата го аболицираше. Да го предложи за уставен судија оној кој што го амнестира и е соучесник во кршењето на уставниот поредок е исто како крадец да вработиш да го чува трезорот на Народната банка или алкохоличар да чува винарска визба. Но која е Добрила Кацарска? Добрила Кацарска е така наречениот екзекутор на опозицијата и ловец на бивши глави на функционери. Главно на оние кои што не се условно наречени комуњари. Со ова комуњари, таа самата се нарече во една телевизиска емисија, изјави дека е горда на тоа, зашто посведочи и алијас командант Боки 13. Ако сите луѓе веруваат во својот спасител Бог, Зоран Заев така верува во Добрила Кацарска затоа што многу пати го амнестираше од неговиот криминал. Беше дел од случајот подкуп, за кој нормално се изрече ослободителна пресуда, а има и добар удел во случајот рекет, каде што се рекетираа бизнисмени и се исправа неколку милиони евра заедно со штедниот бизнис партнер и бивш специјален обвинител Катица Јанева. И за тоа, нормално, никој од власта не одговараше, а минимално одговараа само неколку, колку да се задоволи меѓународната заедница. Дека Добрила Кацарска совршено ја оправдува функцијата джелад на власта, сведочи менаџирањето на истоимениот случај рекет, за кој што една обвинителка, односно обвинителката Лиле Стефанова, изјави дека влијаела на судски одлуки што фрла сомнеж на нејзиното инволвирање во целиот овој случај. Таа досега требаше да биде разрешена, а не сега тука власта да ја наградува. Овој предлог најверојатно е награда за ставањето под тепих на целиот криминал и рекет на власта, за кој што бевме сведоци во изминатиот период. Добрила Кацарска е главниот извршител и джелад на болните амбиции на оваа власт за освета кон сите неистомисленици. Суди по нарачка на Зоран Заев за предмети за кои што нема докази и ги прикрива оние за кои што има докази. И случајно или не, сите тие случаи за кои што има докази се поврзани за функционери на власта. Добрила Кацарска не само што не е подобна за нас за пратениците од опозицијата, туку таа е и пример како не треба да се суди за што пишуваат и реноминирани универзитети во САД. Студенти во Европа и светот прават одбрана на својот магистарски труд за тоа каков лош пример е и како не треба да се биде Кацарска. Ако ова е малку, за да разбереме колку многу одработува за власта, да ве потсетам дека Добрила Кацарска отиде до таму по насока на нејзивиот народбодавател, закажа рочиште за бивш функционер на опозицијата на денот на нејзиното породување. Замислете колку е ова морбидно и колку е ова нечовечки. Но нејзиниот најголем греф што ќе прати во целата кариера е што осуди невини луѓе на 200 години затвор врз основа на лажен исказ кој што е менуван неколку пати. Тие луѓе на кои љубовта кон Македонија им беше единствен греф, денес гнијат во темните зандани, а нивните деца растат без родители, додека оние кои гласаа за промената на своето уставно име денес ги уживаат плодовите на власта. Тие луѓе кои денес се неправедно осудени и кои власта милува да ги нарече терористи, за мене се уставобранители и од оваа говорница ги поздравувам и испраќам порака дека ќе дојде време кога неправдата ќе биде исправена. Кога сме кај Кацарска, не сме да заборавиме на нејзината изјава за ослободителната пресуда на сега веќе нашиот бивш колега Дурловски, кога изјави дека жали што ќе биде на слобода и дека нема доволно докази да го затвори. Ова уште еднаш потврдува од кого прима и за кого извршува нарачки госпоѓата Кацарска. Почитувани, наместо госпоѓата Кацарска да биде независен арбитар кој ќе ги соочува доказите на одбраната и обвинителството, таа се поставува
во улога на инквизатор, како во времето на Римокатоличката црква, кога вршеше инквизиција и неистомислениците ги прогласуваше за еретици. Кацарска жали што не го осудила Дурловски, но Кацарска не жалеше кога се амнестираа претениците кои гласа за промената на името. Знаете вие многу добро, затоа што вие на тие пратеници ги нарекувавте слуги на режимот и по промената на името на истите им аплаудиравте. Кацарска ден пред тоа гласање носеше пресуди на кого да му се укине притвор и со кола истите луѓе да се носат тука за да го урнат она што е најсвето, да го урнат уставното име на Република Македонија. Почитувани, доколку власта сака да ја награди Добрила Кацарска за сите валкани работи кои ги извршила за вас, може слободно да си ја предложите за претседател на некоја општинска организација, може да си ја предложите за портпарол кој што ќе критикува опозицијата или па да ја доделите некој тендер како на Крсто Муковски. Таа да го чува уставот и оставниот поредок на Република Македонија е надвор од думот, бидејќи за истиот треба да одговара, затоа што истиот го прекршила. Ви благодарам. Коста Костадинов,